16-годишниот Марко Пејчиновски, тоа чудо од дете, кое поместува граници, кој и покрај здравствените проблеми и ретката болест не подклекнува пред целта која си ја постави, гордо граби остварувајќи ги своите соништа. По испливани 64 километри на релација Охрид-Струга Светинаум Охрид, после 21 час, 41 минута и 48 секунди поминати во вода, Марко утрово околу 9 часот и 30 минути пристигна на Охридското пристаниште и овој свој подвиг Марко го посвети на неговата прерано почината мајка. Како се чувствуваш? Супер. Уморно. Што беше за тебе најголем проблем? Што ти го тежнуваше ова пливање до 64 километри? Појќе работи, не знам. Појќе работи. Што овој подвиг за тебе значи? Што ти беше мотив ова да го направиш? Да се поправам грешката од 2019. Предпоставувам и друга нека мотивација имаше за овој подвиг. И си пример за многу млади. Да, мама. Пред 3 години се обиде да ги преплива овие 64 километри, но поради болки во ногата тогаш мораше да се откаже. Но со ова сакам да ве инспирирам и вас, без разлика колку нешто изгледа тешко во животот, не значи дека е невозможно, без оглед на препреките кои ви стојат на патот. Не смеете да се откажувате, порача Марко, кој беше пречекан од стотици охријани, од чии очи течеа солзи радосници. Марко ни докажа дека се е возможно, велат официјалните наблюдувачи кои го следеа додека тој со часови пливаше под ведро небо цела ноќ. Тој има преголема мотивација и кога ќе се зацрта нешто си исполнува својата желба и ова беше исто доказ за сите нас дека ако нешто сакаме, ако имаме мотивација, дека можеме да го оствариме. Марко одлично се справи со силната струја која се движеше во спротивен правец од правецот во кој тој пливаше, велат наблюдувачите, изненадени не само од неговиот подвиг, туку и од брзината што ја постигна. Горди сме сите на него. Сега го требаат на човечки напори. Ова е нешто вонсериско, значи не е нешто што секојдневно можеме како подвиг да го видиме и да бидеме сведоци на тоа. Состојбата на Марко сите добро ја знаеме, значи тој генерално 99% работи само со рацете, ноцете само ги одржува, така да тоа уште повеќе му дава тежина на целиот подвиг. Официјалните наблюдувачи го верификуваа подвигот и ги евидентираа сите подребни параметри кои ќе бидат испратени до соодветната светска асоциација за пливачки подвизи. Со денешниот подвиг Марко ги комплетира најавените 10 препливувања на разни релации на Охридското езеро во вкупна должина од 250 километри, нешто што досега никој го нема направено.